Како што знаете, владата на Република Македонија во соработка со Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност на патиштата изминатиот период спроведе една кампања која имаше за цел подобрување на безбедноста во сообраќајот и подигнување на свеста на учесниците во сообраќајот. Во рамки на таа кампања Републичкиот совет за безбедност на патиштата реализираше едно истражување за користење на сигурносните појаси во сообраќајот. Истражувањето покажа дека Радовиш во таа насока е лидер во користењето на безбедносни појаси со процент од 66% од возачите во оваа општина во овој град ги користат појасите при управувањето со своите моторни возила, што го сместува градот во категоријата на градови кои што се лидери во оваа област. Главниот придонес, односно заслугата за оваа висока бројка најнапред паѓа на граѓаните, односно на возачите од оваа општина, заради тоа што свесноста за употребата на појасот е нивна, како една од мерките кои што ја подобруваат безбедноста во сообраќајот, а понатаму придоносот го има и општината, односно локалната самоуправа. Токму поради тоа денеска сме тука за да го означиме овој позитивен пример и истиот треба да представува предизвик, односно потеки за другите општини и за останатите граѓани на Република Македонија да го следат примерот. Но оваа бројка не е доволна. Значи 66% е процент кој што и понатаму може да се подигнува, да се надградува, со дека не стигнеме до онаа свесност кај граѓаните каде што тие ќе бидат, односно 99 и 100% од граѓаните ќе користат појасите при управувањето на своите возила, тогаш ќе можеме да кажеме дека граѓаните се свесни и дека свесно учествуваат во сообраќајот и да го даваат целосно својот придонес во подобрување на безбедноста во сообраќајот. Каква е состојбата во другите општини? Секоја општина има различна бројка која станува збор за употребата на појасите. За споредба, еве, доколку ги погледнеме податоците, значи втора на листата за употреба на појас е општината Демир Капија, потоа следува Македонски Брод, трети на листата се Пекчево. Високо на листата котираат и општините во Скопје, каде што имаме еден поинаков тип на сообраќај, значи поголема фреквенција на возила и токму поради тоа општините од градот Скопје се ставени во една друга категорија во рамки на ова истражување, но важно е да се напомене дека последната кампања која што ја спроведе владата на Република Македонија заедно со овие другите институции кои што подали ги спомнавме, дава со плод и граѓаните полека ја гледаат својата одговорност како учесници во сообраќајот и преземаат конкретни мерки за подобрување на безбедноста при управувањето со своето моторно возило. Ние како општина пријатно сме изненадени од резултатите кои што ги има Републичкиот совет при безбедност во сообраќајот и апсолутно овие бројки ќе бидат само дополнителен мотив или пример да ја зголемиме нашата активност во делот на поддршката и она сето што го работи владата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи и секој Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот во делот на подигнување на свеста при управување со моторни возила, односно носење на заштитните појаси. Јас сум убеден дека граѓаните ова ќе го сватат како само еден дополнителен потик и ќе знаат што значи носењето на заштитниот појас и ќе ги споделат тие сите искуства и сите истражувања кои што ги имаат направено релевантните фактори и на европско и на светско ниво, дека носењето на заштитен појас апсолутно го намалува ризикот при евентуални сообраќајни незгоди, односно за 2 пати е помал ризикот при евентуална сообраќајника за да почувствуваат одредени повреди. Јас само на крајот би сакал да додадам дека процентот на користење на сигурносни појаси и на останата пасивна опрема е добар знак, односно сигнал за свесноста која што ја имаат граѓаните во оваа насока, заради тоа што употребата на безбедносни појаси и на останат вид на пасивна опрема, како што кажав, е добар начин за намалување на негативните ефекти кои што би можеле да дојдат од управувањето со моторни возила, сериозно го намалуваат ризикот од сообраќајни несреќи и од евентуални повреди при управувањето со моторните возила.
општината Радовиш на активностите превземени од страна на градоначалникот, општинскиот совет и добрата поддршка од граѓаните на општина Радовиш, се гаранција дека во иднина оваа општина ќе има уште подобри резултати во делот на користењето на појасот и се надевам дека превентивниот пристап користи доста многу во делот на подигнување на свеста, меѓутоа сепак ние како министерство сме тука да го спроведуваме законот и кога во оној момент кога нема да се почитуваат тие превентивни активности и правила, ќе мораме да казнуваме за неносење на појасот. Тоа значи дека препорачуваме да граѓаните воопшто во Република Македонија ги носат појасите пред се заради нивна безбедност од превентивен аспект, а нормално и да го почитуваат одредбите од законот, каде што се обврзани согласно законските норми да ги носат појасите при управување со моторни возила. Колкава е казната за неносење појас? 45 евра.